Господине Спасовски, благодарам за ова интервју за македонската телевизија. На почетокот честитки за она што се случи вчера и првата седница денес, како ги оставиме настрана техникалиите што се случија на седницава. Што ви е прво на агенда што ќе го спроведете? Благодарам и на поканата и на честитките, затоа што навистина е Македонија во еден многу значен период и навистина е и огромна честа, меѓутоа одговорноста за она што треба да сработиме како влада и јас како прв човек на оваа влада. Денеска одржаваме првата седница на владата, во која што нели ги решивме тие прашања кои што се важни за да може да профункционира владата. Избравме заменици председатели на владата, двајцата кои што раководат со едниот за прашање од економијата и обединување на економските ресори, Мила Царовска, Бујар Османи, секретаријатот за европски прашања и секако Радмила Шекеринска и Дурако, кои што предводат министерства. Понатаму разговаравме околу составот на комисиите и така натаму. Сето тоа е подготвено за да можеме во полн капацитет да работиме на тамошниот период. Секако дека основна цел и на оваа влада е да направиме сет за да се организираат фер демократски избори, да создадеме еден добар политички амбиент во кој што политичките партии кои што ќе учествуваат на изборите да можат нормално да водат една фер и демократска битка, би рекол, и кампања, а од друга страна да создадеме услови граѓаните да можат слободно да носат одлуки, заради тоа што единствено граѓани кои што се ослободени од притисоци, од влијание на институциите, може да ги донесат вистинските одлуки. Секако дека тоа е еден дел од работата и вториот дел на исто рамниште, дури би рекол и поважно е да продолжи владата да функционира во насока на имплементација на програмата на владата која што има пред се во делот на економијата, на реформите кои што сме ги започнале, во развојот на програмите и оние најави кои што ги имаме во однос на зголемувањето на платите, на странските инвестиции, поддршката на бизнис секторот и така натаму. Сето тоа мора да продолжи со еден интензитет, со една динамика која што ќе овозможи државата повторно и повторно да оди напред. Ова е специфична ситуација, лутите, не е прв пат, нели, по втор пат веќе, лути ривали да бидат во еден тим. Како планирате да ја направите владата да изгледа компактна? Па да, ова е специфична ситуација во која што нели учествуваат сите политички субјекти во оваа влада. На мене ми е втор пат да бидам дел од една влада која што е преодна, која што е за спроведување на изборите. Нормално многу зависи од тоа како ќе се менаџираат состојбите. Нашата намера е навистина да работиме во интерес на граѓаните и ако тој интерес е приоритет и за опозицијата, односно за ВМРО-ДПМН кој што учествува дел од владата, ние немаме никаков проблем, туку едноставно ќе мораме да подадеме рака и да соработуваме за тоа што е приоритет и за државата и за граѓаните. Јас денеска остварив и посебна средба со двајцата министри, разговаравме околу овие теми, околу нашата идна соработка, се договоривме дека првенствено мора да биде интересот и на државата и на граѓаните и дека сега е моментот да покажеме дека навистина имаме капацитет да се издигнеме над дневно-политичките игри, пресметување и така натаму, туку едноставно да покажеме на граѓаните дека постои подготвеност да се направи еден значителен исчекор напред во односите, би рекол, помеѓу политичките субјекти. Ама продолжи старата реторика. Еве на првиот ден почна, односно некој продолжи, некој почна да го тера тоа што личи на некаква предизборна кампања и не случајно ја прашував за оваа координација меѓу министрите СДСМ, кога бевте вие во поинаква улога претходно, ги вадеше сите валкани алишта на тогашните владини функционери од тогашната власт. Сега не знам колку материјал сте оставиле за истото вам да ви се случува. Како ќе ги менаџирате овие работи? Видите, многу е различна ситуацијата до 2017 година во времето на режимот и тоа што се случуваше од 2017 година наваму. Јас реков дека учествував и во тогашната влада и сега сум дел од оваа влада и ја предводам. Навистина, во тој дел има големи разлики. Ние сега да не треба да се враќаме назад за да ве подсетувам што и на каков начин се работеше во тој период. Кои работи не знам што материјали сте оставиле како министри. Ние имавме масовно прислушување, имавме настани во Куманово, имавме Смилковско езеро, имавме еден куп други настани кои што ни се случија, убиството на Мартин Нешковски,
рушењето на демократијата, рушењето на слободата на медиумите и така натаму. Видете, во тој период не можеше да биде замислено да некој од политичките опоненти биде на некоја дебата телевизиска да го покани било кој провладин медиум и така натаму и така натаму. Денеска ситуацијата во тој поглед е сосема поинаква. Слободата, транспарентноста е на едно високо ниво и ние сакаме навистина да таа слобода, таа транспарентност на работењето на владата, отчетноста на владата да биде доминантна и сега и приоритет. Така да, ние немаме никаков проблем во однос на тоа, дали некој ќе излегува со аргументи и со факти, затоа што сме влада која што е определена да го почитува владењето на правото и да мора да има одговорност. Секој еден кој што направил било што, а не требал да го направи, било спротивно на закони, така натаму, на интересот на државата и на граѓаните, тој треба да биде санкциониран. Така да во тој дел ние немаме од што да се плаши. Ако добро разбрав, ќе оставите на совеста на сите да работат на овие прашања. Па видите, ние сите треба да бидеме главно фокусирани кон државата и кон граѓаните. Ке ви биде предизвик, претпоставувам, и употребата на уставното име, тоа е обврска од договор, кој што мора да се почитува. ВМРО како опозиција, ВМРО ДПМН и нивните министри, како да најавуваат дека ќе го користат старото уставно име, да речам. Како ќе го менаџирате овој проблем? Видете, прво, ова значи спроведување на Уставот. Уставот е последица на договорот, меѓутоа, денес имаме состојба во која што Уставот на Република Северна Македонија тој мора да се почитува. И тука не може и не треба да има одстапки. Што се однесува до тоа како ќе се однесуваат министрите од ВМРО ДПМН, мислам дека добар почеток имаме. Изјавите за свечената изјава во собранието, тие ја потпишаа со Република Северна Македонија, заклетвата ја дадоа исто така со Република Северна Македонија. Јас очекувам дека ако сакате да ги почитувате уставот и законите во моменти кога за себе ќе добиете некакво право, тогаш тоа треба да се почитува во секој еден поглед. Инаку сето друго би било навистина лицеперие пред граѓаните. Да вие кажувате дека ние не ги почитуваме договорите, ќе ги рушиме договорите, нема да го почитуваме уставното име, меѓутоа од друга страна да ги користите правата, па да земате плата, да добиете функција, да имате придобивки од таа функција, тогаш дека е можно да го употребите Република Северна Македонија, тоа е двоен начин. Меѓутоа аз очекувам дека така како што започнавме, односно така како што започнаа министрите од ВМРО ДПМН со потпишување на свечената изјава, со почитување на уставното име, дека така ќе продолжи понатаму. И нема да се доведе во прашање меѓународниот углед на Република Северна Македонија. Ние се наоѓаме сега во значајни моменти на наше пристапување кон НАТО алијансата, на очекување за отворање на преговори со Европската Унија и од тој аспект мислам дека секој од нас треба да биде одговорен заради тоа што ако декларативно кажуваме дека ние сме за остварување на овие национални интереси, тоа треба да го покажеме и на дело. Свесни сте дека постои ризикот на лажни вести. Водевте ресор доскоро кој што на некој начин ги бараше креаторите на тие работи. И тоа може да делува на изборниот процес. Како планирате да се справувате со лажните вести, кои ќе речам понекогаш и доаѓаат и од функционери? Значи не е исклучена и таква можност. Видете, хибридните закани генерално во демократските општества, во демократските влади се реални. И тие добиваат и на интензитет, би рекол сега се во тренд. Ние како држави, не само Република Северна Македонија, туку и државите од регионот, па дури и пошироко, многу малку време посветувавме на хибридните закани, на лажните вести, на се оно што ни се случуваше, некако ставајќи ги во сенка на другите проблеми кои што ги има. Меѓутоа, тие се подеднакво значени, би рекол, и како другите прашања кои што представуваат безбедносен предизвик. Дали е тоа миграцијата, дали е тоа тероризмот. Тоа ми беше прашање. Лажните вести, јас жалам што Македонија и во светски рамки беше позната по лажни вести, заради тоа што навистина имаше структура која што работи на креирање на лажните вести, а посебно реков дека тоа е еден сериозен предизвик и за една транспарентна влада. Ние целиме кон тоа да бидеме транспарентни, да бидеме отчетни, да бидеме одговорни, со тоа ризикуваме, нели, да бидеме нападнати со вакви лажни вести кои што се креираат во разноразни структури на политички партии и така натаму. Единствен одговор да бидете транспарентни и да бидете
во достук, односно веднаш да одговарате на сите тие невистини кои што ги имаме од една страна. Знаете дека владата на Република Северна Македонија направи посебен план со кој што ќе се справува во однос на лажните вести. Потребно е навистина да се почне дури и од образованието, во введувањето во наставните планови и програми, да имаме писменост во новинарството, за да можеме и во тој дел да направиме се што можеме да направиме за да се спречат лажните вести, а секако дека кредибилните медиуми, кредибилните новинари се тие кои што веќе започна и работат и допринесуваат кон тоа да не се креираат лажни вести со точно дефинирана уредничка структура на портали, на медиуми и така натаму, за да се знае која пласира таа лажна вест. Нормално дека имало случаи во кои што и функционери изнесуваат лажни вести заради некакви своји лични интереси, бизнис интереси, политички интереси. Затоа реков дека покрај сите реформи кои што ние ги правиме во општеството е многу важно, тоа го кажав и во експозето вчера, да ја направиме и таа реформата на умот, на размислувањето, реформата на градењето на нашите ставови на еден поинаков начин. Би рекол дека тоа е исто така една од клучните прашања. Мислам дека колку повеќе разговараме, колку повеќе сите заедно допринесуваме кон овој феномен на спречувањето на лажните вести, ќе имаме и подобри резултати, тоа ќе биде подобро за државата. Ви благодарам. Ова беше Оливер Спасовски, сега во поинаква улога технички премиер на владата на Република Северна Македонија. Благодарам на поканата.